А сега одиме со можеби најактуелната здравствена тема во моментов, а тоа се пролетните алергии. Да посакаме прво добро утро на нашата гостинка, доктор пулмолог од Аџибадем Систина, Камелија Бушлетич. Добро ви утро, докторке. Добро утро. Добро утро и на другата докторка, како сме? Добро утро, благодарам на прашање, одлично. Пролетни алергии, претпоставам дека и двете ќе се согласите со тоа дека пролета е најубаво годишно доба, но најлоша страна, можеби единствена страна се токму пролетните алергии. Имате што да зборувате, повелете. Ти почувствувала ли некогаш алергија? Да, јас сум во моментов под апови, ама да не ја приватизираме емисијата, да. Втор ден и само спијам од апчињата, можам да ви кажам, да. После ќе се консултираме, Искра, да. Повелете. Благодарам за најавата, добро утро еве уште еднаш до тебе, добро утро до сите наши гледачи. Токму како што кажа Искра, пролета е толку убаво време, кое што на сите му се радуваме и со нетрпение го чекаме, меѓутоа оние кои што ја чувствуваат алергијата и не така име добре дојде на пролета. Уште еднаш еве добро утро и од мене, добре не дојдовте, па веднаш на самиот почеток, што е со алергиите? Што е со алергиите? Алергиите се во страшен пораст последните 40 години и за тој што има алергија, особено ако е повеќе изразена, дури викаат дека природата ги казнува на некој начин. Како што кажавме Да, сега, како што кажавте. Они се во голем пораст од многу причини, меѓу другото е аерозагадувањето. Значи, ако Светска здравствена организација кажува дека од 10 жители на планетава 9 живеат во услови на лош квалитет на воздух, јасно е дека ако алергијата е врзана со загадувањето, дека бројот на алергични луѓе ќе расте. Самите овие дрва и трева, се оно што произведува полен, кога е зголемено загадувањето, произведуваат повеќе полен, а тоа представува една мора за точно оние кои што се алергични. А од друга страна, ако се знае, се смета исто некоја бројка дека околу 40% од светска популација е алергична на некој од аерозагадувачите, значи тука спаѓаат и аероалергените, и издувните гасови од автомобилите, од фабриките. Што значи дека многу фактори се тука во прашање. Инсектициди, пестициди, парфеми, самата прашина, тогаш е многу јасно колкав е тоа еден сериозен проблем. Да, сериозен проблем, поготово за оние кои што го чувствуваат и јас верувам дека воопшто не е лесно, па дури и сме имале, нели, имаме некој наш близок што се соочува со алергии и знаеме како е тоа тешко кога и ние самите го гледаме. Сега она што јас го споменавме, значи за аерозагадувањето, кажавме, ние сме веќе дури можеме да кажеме во светот за жал едни од најзагадените градови, што значи дека еве и на гледачите веќе им е јасно и кој е факторот исто така за алергиите. Меѓутоа, дали може, односно, секако ќе ми одговорите и на тоа, алергиите може да се појават и на некој што воопшто не ги почувствувал досега. Имаме и такви примери. И зошто е тоа така? Во повозрастните, да кажам, значи, години. За алергија нема возраст. Таа се јавува од нигде никаде, да кажеме, од мали, дури и на 80 години може да се појави. Сакам да кажам, до сега сме кажале, не сме алергични, не сме почувствувале алергијата, меѓутоа не можеме да знаеме дали. Се смета дека алергискиот профил се менува на секој 7 години. Дека некои алергии кои што сме ги имале во дечијата возраст знаат да согорат, така е изразот, а да во текот на животот, значи, едните се намалуваат, значи не може комплетно да се исчезнат, а нови алергии се јавуваат, така да нема старост кога се работи за појава за алергија. Затоа што секогаш почесто можам да слушнам, јас до сега не сум бил алергичен, не знам од каде ми дојде тоа. Значи едноставно не треба ни да го поставиме прашањето затоа што на секој може да му се случи. Сега, кога веќе на секој може да му се случи без разлика на каков тип на алергија, малку и да ги издвоиме, нели има алергија која што влијае од надворешните фактори во пролета, ги споменавме поленовите, да кажам, зрнца од растенијата, а меѓутоа можеме исто така да бидеме алергични и на храна. Тоа се два типа на алергии или како ќе ги раздвоиме? Не, значи
се околу нас може да биде причина за алергија. Значи, нема субстанца која што не може да биде алерген. Значи, дури и водата, значи тоа се најретки алергии, само денеска регистрирани во светот се околу 30 и такви, 39 личности. Значи, дури и алергијата, дури и воздухот има и таква алергија. Значи, што е исклучително ретка, 2 особи во светот опишани до сега биле алергични на воздух. Меѓутоа, има некои работи кои што се почести, така да најчести се, например, поленските алергии, меѓутоа може да биде алергија и на храна, и на домашни миленичиња, може да биде на лекови, буквално на хемикали, на се што не обкружува. Во секојдневието, да кажеме. Сега, кога веќе сите оние кои што ја почувствувале алергијата, дали после тоа се ослабува имунитетот? Ајде нешто и околу тоа да позборуваме. Па, многу често пациентите знаат да ме прашаат кога доаѓаат по прв пат, дали нивниот имунитет е послаб. Не е точно. Тој е истиот имунолошки систем, а појавата на алергијата не значи негова слабост. Тоа значи дека имунолошкиот систем одеднаш почнува да реагира несоодветно на оние работи кои што воопшто не се опасни по организмот. Значи, ние имунолошкиот систем и треба да го имаме и баш бактериите, вирусите и паразитите се тие кои што го билдаат од кога сме родени. Но во еден момент, се уште до сега има предпоставки, но не се знае зошто, тој почнува да реагира на работи кои што не се опасни по човекот. Што значи дека имаме алергии кои што можат исто така да предизвикуваат ризици за здравјето и слично? Па да, секој кој што е алергичен има поголема можност во животот да добие една појака алергиска реакција, можеби и најака, тоа е анафилактичниот шок. Самите алергии создаваат предиспозиција према некои други заболувања, тука се воспаление на синуси, значи еден синузит, воспаление поготово поленските на ушите, може да зголеми опасност да добие пациентот една бронхијална астма, некои воспаление на бели дробови. И она што е интересно, во последно време многу се зборува за поврзаноста на алергиите со нашата психичка состојба. Така да, оние кои што имаат алергија на полен, по статистички сега имаат повеќе анксиозност, а тие кои што имаат целогодишна алергија имаат зголемена можност за депресија. Направени се студии кои покажуваат дека луѓето кои што примаат антихистаминици 1,5 пат примаат повеќе и антидепресиви. Така да тоа е сега една тема која што е доста популарна и интересна, како алергијата би делувала и на нашата психичка состојба. Па верувам дека може да делува многу на психичката состојба затоа што смета во секојдневието и во сите оние животни навики кои што треба нормално да не е само да за сметањето, има поврзаност измеѓу ослободувањето на хистаминот и директното влијание врз серотонинот. Серотонинот е една субстанца која дава едно задоволство и среќа, значи тој е одговорен неуротрансмитер за среќа. Така да има и подлабока поврзаност, не е само она што ни го нарушува секојдневниот живот. Плюс, еве уште тоа, од здравствена, да се разбира, гледна точка. Сега, кои се кај нас, ме интересира, најчестите алергии со кои што се соочуваат луѓето? Што покажува, да кажеме, статистиката? Па тоа се поленските алергии, значи бидејќи сме, како што спомнав претходно, земја со големо аерозагадување, поголеми се концентрациите на поленот, така да најчести се поленските, меѓутоа се уклапаме и се оно друго што е во светот, значи алергиите на дерматофагоид, понатаму исто така алергијата на храна. Денеска на светско ниво, па и кај нас, се смета дека околу секој трет има некоја алергиска манифестација на храна, а во дечијата возраст дури и почесто, и секој четврт. Со тоа што тоа исто така станува еден проблем, како ќе оди понатаму ќе видиме. Ке дојдеме и до тоа прашање кога веќе ги споменуваме алергиите дека зависат од многу фактори или пак сме обкружени со нив во секојдневието, дали се тоа растенија, дали е тоа храна. Постои ли некој или дали е можно да бидеме алергични на се?
Да, тоа е еден редок синдром во светот, каде што постои. Да, на жалост постои. Тоа е еден редок синдром кога едни од клетките кои што се директно инволвирани во самата алергија, тоа се мас клетките, се постојано активни. И тогаш они се како лути секој ден на некоја различна субстанца. Значи тоа се алергиски манифестации 24 часа во 7 дена. И има во моментот девојка во Соединетите Американски држави која викаат bubble girl, затоа што они знаат да живеат изолирани од средината во специјални како меурче направени изолатори кои што НАСА ги има продуцирано, меѓу кои дечкото кој што беше алергичен на воздух, и буквално тие реакции кои што не можат да предвидат на што се точно алергични, бидејќи секој ден се јавува алергија на нешто друго, кое што оди често и со анафилактичен шок, и они живеат буквално на работ на своето преживување. Не е убаво ова кога го слушаме, меѓутоа ете постои дури такво нешто. Па не е убаво, не е убаво, начин на живот. Не е убаво, меѓутоа тоа е можеби една порака за која што одамна ние сите се залагаме, а треба и секој граѓанин да се направи една почиста средина, еден поздрав воздух, помало користење на инсектициди, пестициди, антибиотици во прехранбената индустрија, затоа што се тоа фактори кои што дополнително делуваат за појава на алергијата. На алергијата. Ајде околу болестите, дали алергијата како алергија, само алергија, може да предизвика и понатамошни други здравствени проблеми или пак да се појави некоја друга болест со алергијата? Тоа и ви го кажав, значи чисто пати оди со појава на асма, ако не се третира како што треба. Еве кај дечињата најмногу. Да, па исто и за децата. Децата не се разликуваат во голема мера од возрастните. Меѓутоа интересно е што и пак не штити од некои болести. Еве, например, за време на короната мислевме дека тие кои што имаат асма почесто ќе се разболуваат, но испадна обратно. Исто така штити од некои статистиките покажуваат типови на тумори, како што е глиомот, еден од најопасните тумори на мозокот, а и помалку е појавата на карциномите на дебелото црево. Тоа се сега вака поинтересни податоци што можам да ги кажам. Но еве повторно ќе се навратиме на насловот кој што го имаме денеска ова утро, тоа се значи пролетните алергии. Кој ќе биде вашиот совет до оние кои што ќе почувствуваат алергија, затоа што секогаш ги имаме оние симптомите кои се можеби слични на секогаш велиме настинка. Како сето тоа ние можеме да го забележиме и дали со една обична контрола кај нашиот доктор? Па се смета дека дури до 50% ради имитирањето на алергиските симптоми се прави грешка во проценката на тоа дали некој е алергичен или не. Значи, ако не се направат дополнителни испитувања, дополнителните испитувања се правењето на алерголошки тестови, ако може да се лоцира точно за каков алерген се работи, и бидејќи симптомите на кивање, тичење на нос, затнување, чишење на очи, се работи кои што често се јавуваат и со вирусните инфекции, но оно што е битно кога имате алергија, секој пат треба да има и чешање. Значи не може само да кивате и заради база на затнатост на нос и на кивање да се каже. Значи затоа препорака би било сепак затоа сме ние да дојдат да не видат и да им помогнеме за да не се оди до прекомерно користење на лекови кои што се даваат како третман за алергија. И би сакала еве на самиот крај да ве прашам, кога веќе ги споменавме и лековите, дали се во современата веќе да кажам медицина, дали ги имаме оние лекови кои што навистина може да помогнат при било какви алергиски реакции? Да, на пазарот има голем број на лекови кои што се локални тописки кортикостероиди за значи третман на ринитите, тоа се локално ставаат, сега имаме и во комбинација со антихистаминици, антихистаминици за уста, понатаму за појаките имаме и антилеукотриенски препарати. Малце сме хендикепирани, пошто за тие кои што имаат потешки форми на алергија немаме анти-IgE,
антитела кои што се даваат за оние луѓе кои што имаат екстремно големи проблеми со алергијата. Може би понатаму сигурно ќе дојдеме и до тоа. Ви благодарам многу за гостувањето и што појаснивме многу нешта околу алергиите за жал кои што постојат, меѓутоа има и начин како да ги облажиме. Ви благодарам, посакувам секој добро, па се гледаме повторно.